Вие гледате Дебели Гикови! Добро вечер на сите, вие гледате Дебели Гикови со Огнен и Марио. Денес имаме специјален мистериозен гостин, тоа е дечкото. Не го покажувам каде. Само е леве стране, ќе го видите. Ајде Марио, ајде клапа. Обожавам да се клапам клапава. Се избришавме тоа. До кај сме бе? Еве сме. Чекај малце. Горас, здраво живо. Перо Антич. Здраво живо, Видиш, Перо него Антич, мислеме. Горас Цветковски, Цветан Гроздановски, Панчо ДНК, друга. Како сакате? Абе, Сашко Коца, Сашко слободно. Коца, Ич него мислите. Како И Тони Тино Михайловски. Јатанас. како ти и Тино јатна сите. Па види да имам талент од сите тројца заедно, па не е така лоша работа, да кажам. Од Тино и од Тино, од Атанас Тино и и од Коцев. од Тино и од Атанас, И од Коцев. Коцев и од Перо Антич. Не, тоа е веќе Не. Тоа само висина тоа е е. веќе невозможно, брат. Од него само кељицата, талентот. И брадата. И Талентот за брадичата. коса и брада, да. Само јас сум постар од Перо, така што како и да е. Значи он свртот сакал да работа, личи на тебе. Како О, сакаш ексклузива. бързо, Перо да, Антич сакал да личи на Мало Горас. се постар, ама кој ќе видиш вака статистички од ке мене па тргнат сега. стварите, сега што да правам. Ова ќе го сечеме за Урио, брат. Да. Да, го сечете. Да го сечеме. Како си гоц? Добро да ти кажам, бе. Уморно. Теа па не е уморно, сега глупости уморно на 40 години уморно се почне таму од 50 нагоре. Сега е продуктивно се вика тоа. Као беше тоа од 4 од 50 плюс, а ако станеш и ако не те боли ништо, значи си умрел. Да. Што викаше еден комшин, Бог да го прости. Од 50 натака е сервис, дечко. Така? Да, Се све, ремонт. Нема тука више вожња. Тука, Фейслифт, знаеш, све има. Тоа е скроз. А овој добро да ти кажам, еве, од театар, па нешто низ град, с некои домашни работи обврски, па пред професионални работи, па ред гейминг, си се што е врзано со гейминг и еве, сега и ова кој што И на госке. Да. Кој што е, да. Знаеш дека со него најлесно го договоривме. Ти му приде брат на Game Jam, Да, го бе. задоеш кај дојдам. И колку беше најако на Game Jam од 1 до 5 милиарди. Колку е јако. Многу беше јако. Ја бев, не знам, Холестероли, вкупно седмици. 2-3 сати, толку можев да избегам од дома. Прејако беше. Значи јас Уште сум под импресија од колку што беше добро, човече. Ова е најдобриот до сега Game Jam направен во Македонија од кога го правиме, тоа се 12-та година е оваа поред. И јас, значи, можам да кажам најнесубјективно дека е во однос на атмосфера, во однос на квалитет на игри, во однос на број на игри. Се заедно. Ради шо беше толку добар, јак, ради атмосферата, ради Кажам, право, просторијата. мислам дека просторот беше многу добар Лудница. и работата е тоа што кога ќе ги ставиш сите луѓе на исто место, има една подруга работна атмосфера. Вамо кај што го правевме претходно на Финки последните години, таму има многу повеќе простор, пошироко е, ама разделени се, поладно е, обични маси, овдека имаше тоа во Бесич 42, имаше нели шарано графити, Да, све да, тука да, топло, ово, она. И тоа даде еден така моментум на целата работа, ама и плюс луѓето беа прилично загреани за ова и веќе алатките се малце подостапни, целата таа работа околу тема околу гейм девелопмент, околу гейм дизајн, околу тие ствари се многу блиски, многу зборени во последниот период, така да сите дополнително ефортот кој што го дадовме, односно MGI и јас кој што го направивме, а тоа беше 2 дена разговори, зборување, претходно тоа на теми на за Да, Game па и Jam, Данко од Андре, беше. да, од Андреја и од Данко даде еден тип така на подолг подолга манифестација, подолга учество, знаеш, поголем влоги на луѓето и така некако се направи една интересна работа од целата таа ствар. И многу луѓе имаше некако. Лимит беше 50 Да. и дојде 69, така нешто беше? 50 беше лимит и на крај, нели, пошто се пријавувале луѓе кои што мислеле дека само еден треба да се пријави од тимот, Да. автоматски тоа с големи број. Дополнително јас го изумив моментот дека луѓе од претходните години кои што знаеа дека нема прекинување на оваквото, си викаат ќе се пријавам последен ден, испана ги не се пријавиле, а се прилично добри дечки и ги отворивме и на крај испана 76 пријавени плюс некои кои што не успеавме да ги заведеме. Да. Ја знам еден дечко што си дојде онака баш со рацете у џеб да види што се дешава И си почна. и си се најде со дечко со уште еден од таму и си почна и ја направија и играта. И као бев супер, браво, топ. Ја не знаев дека
он ќе биде таму. Да, па не, па тоа е најубаво да се дојдат без тима онака на голо и да се најдат кој со кој што може да си работи. Тоа беше многу јако дека дојда многу дојда самци, singles, кои што очекуваат дека ќе се припојат кон некој. Јас ми реков дека нормално тоа е целата идеја. Али беше многу интересно што значи не ни почнав јас да ги спарувам, обично тоа дело е нели под кога ќе кажеме темата доаѓаат сите си кажуваат, пичуваат идеи и после тоа ги правиме ај ти дојди ваму, ај ти зема си слободен, што работиш, ти не знам гейм со нив. Додека стигна до тој момент сите луѓе кои што беа, не беа малце, беа 20 и кусур луѓе, веќе беа договорени, спарени, направени тимови и веќе беа има запознаено луѓе и тоа е уствари најдобрата работа во Global Game Jam и општо во Game Jam-ови такви отворени е тоа што се запознаеш со многу луѓе кои што исто имаат иста желба, иста визија, иста пасија, колаборираш со нив, учиш нови работи, соработуваш и тоа отвара безброј партнерства, компанија, не знам, студија ќе се оформат од тоа и продукти кои што некогаш може да излезат и надвор. Кај нас е малку потешко заради тоа што практично многу е тешко од локално да добиеш супорт, пошто нема колку и да сакаш. Ама во други земји тоа значи, имам Данко баш разговараше на таа тема, даде примери од игри кои што почнале на Game Jam, кои што после тоа станале блокбастери, кои што се пример за таков тип на игри. Тоа е најубавото реално на крај на денот. Пусть другарите твои така се дојде на гол, се најде тимче. Го кажавме тоа и топ, баш ми се свиеше што неако беше као што викаш потопло, ми се свиеше што имаше добра вентилација. Да. Добра вентилација имаше, ладно и топло и ладно, значи Base 42 е супер локација, тоа е Hackers Club, најблиску да се каже. И е отворено за сите луѓе кои што сакаат да соработуваат и да работат и да прават такви работи. И онака хай-тек, не знам, топло треба, ладно треба. Врна баш као што треба. Штува и се беше таму. Плейка имаше кој му се играше, Да бе, јас си геймав таму на се логирав јас со мојот акаунт, сите почнаа да спуштаат. 200 игри се спуштаат. Почнаа паѓа интернет да се успорува, викам изгасете тоа, чекај луѓе дека поработат, после вечер трета смена пуштајте. После гейме, не бе, јас си возев Trackmania, не знам таму ја најдов. Да, имаше супер беше. Имаше многу беа добри игра, кооп игри, им ставив Move Out, им ставив она со готвењето како се викаше Overcooked им ставив Gang Beasts и онака беше многу јако кога се заплегува. Ја видов Crash Team Racing, тоа викам леле супер ќе изиграм, ама CD-то не беше внатре. Не беше. А ти си про тоа. Нека го имаше лапнато. Тоа нивно беше, тоа беше од овако, значи дисковите физички беа нивни. Од Base, јас само се логирав за овакото, пошто они таму има, знам, FIFA, чекај, и Sony-то беше Base нивно е. Нивно? Тоа е нивно локација. Ја мислев дека ти си го донел као еве и за дечките тоа да си се беше нивно, релаксираат. фудбалчето си беше нивно. Еј, тоа го играв. Да, така. Значи ја дојдов таму да играм, не знам. Па сега некој ќе прави игри, некој ќе игра. Па тој што игра уствари треба да гледа како се прават игри. И овде се например со новинари морам да следам за да ги играм на крај игрите. На муабетот Last of Us Grounded Cats и двојка ги гледав са бајле, ги фатив, ги излев сите луѓе. Ме натера пак да земам да ги играм игрите. Еве ги. Па ради тоа јас си мислам и епизода да ја крстиме Гора Цветковски како гостин и Last of Us дека многу имаме информации со Last of Us у последнава недела што се изнавртеа. Ти нели имаш нешто подарок за него? Да. Чекај, што е? Не јас знам, не знам што е. Што кажа? 3D принт? Го испринтав дома, не го фарбав баш као што треба. Ти го фарбаше? Па како иначе па цело е црно. Крос е многу јако. Јако. Поштојам. Фала ти многу. Да си го чуваш Само да играта дома. Ќе си го чувам на оваквото, ќе си го ставам шкрап. Имам еден пулт таков за мемори, како се вика, тие ноут. Да, стал ги да мало. Да. Топ. Го знаеш како сакам, маца тераме дел култура, дел гейминг, бидејќи сум ти гледал све што од тебе што има на YouTube, никаде не се збори за гейминг, пошто на крај на денот
Па не се збори, на крај на денот за гейминг, за субкултура вели. за субкултура малце повише, да. Знаеш што ме интересира? Ти од секогаш си онака гик, бубалица, нерд, сите тие работи, имаш почнато на електро. Односно имаш прво завршено на у коце, па на електро. Ама само една година. И после се премести на драмски. Што така? Од кај за драмски пасијата, за глума? Абе, знаеш како е? Во тие периоди и сами знаете дека ако фатиш нешто да правиш кое што е прилично далеку од тоа што ти е лесно и треба малце да загрееш столче и да се помачиш, е многу лесно да, знаеш, да отидеш на друга страна. У случајов беше електро. Јас средна школа претходно бев ученик на генерација, учев автоматика, односно тоа беше тогашно програмирање. Да. Компјутери, значи во коце, да, али тоа беше тој деме као VIP одсекот. Автоматика и сметачка техника се викаше и тоа, значи зборам за одење на надпревари на програмирање. Имаше период кај што едно време доаѓаат задачите за средношколските надпревари, доаѓаат да ги правиме јас, односно конкретно јас ги правев и уште еден дечко што бевме таму, пошто бевме најпасионирани во однос на компјутери на тие работи. И после тоа, откако нели завршив ученик на генерација, па после тоа се запишав на Финки, тогашно беше ЕТФ. Електро, така. Електро, ЕТФ беше да. тогаш. И смерот беше КТИА, компјутерска техника, информатика и автоматика. Значи не беше ни посебен факултет. И таму исто си положи без проблем. Прва си имав прво полугодие, односно годината си имав просек 10-ка, да, од сите, нели, овие што беа колоквиуми глупости. Ама не ме завлече тоа, пошто, нели, тоа е преоден момент кај што на почетокот мораш да ги преживееш тие математики, физики, основни електротехники, кои што ја веќе ги учев 4 години и малце ми беше онака преку глава. И тој период почна да се нели пронаоѓам ваму таму себе, иако бев многу пасиониран вебсајтови правев тогаш, меѓу значи онака се сеќам меѓу првите тролови на вебсајтови као ММЕ, не знам како плагиат, не знам, значи онака скроз што ги правевме, почињавме, тоа ми беше пасија, значи 3D работев, имав направено дизајнирано буклети за сите мои CD-ња што ни беа тогаш, снимавме нели апликации такви работи на микс CD, да се чуваш, пошто не можеш да добиеш било каде апликација на интернет, не можеш. Ај што беше тази интернетот, него проблемот беше што немаше толку лимит, беше споро, знаеш. И се правеа... Знам еден мејл, за да отвориш мејл, може 15 минути страната ти отвара човече. Се правеа бекапи, онака и се чуваа на CD-ња, имав такви 10, значи гора брзи, бекап 1, бекап 2, за сите имаше, сите си правев буклет у него и на секоја страничка беше логото од иконата од апликациите што ги имам натре, за си ги листаш, не бареки ги шиткам, разбираш, предавница. Тоа треба да го отвориш, да го бараш, па на памет ги знаеме, нема врска си знаеме. Ги чуваш тие ствари? Дел чувам, дел фрлив многу. Имав многу исписанија, онака и многу ствари испофрлив кога средуевме Джиджи првото студио и за да ослободам простор, многу работи фрлив. Сега од оваа гледна точка Криво ти е, да. Малце ми е глупо. Глупо или криво? Двете. Е криво и глупо. Глупо едно, криво е друго. Криво ми е, да. Ама еве и сега, например, сега исто пробувам да исчистам толку многу конзоли, имам стари, онака дома се мислам, не знам што да им правам и на нив. Така да ќе видам. У секој случај убаво да се чува, ама... Да ги вдомиме ние, ако не конзолите. Не, знаеш што видов многу јака ствар у Србија кога бев сега за зимо, у продавница можеш за гейминг што е као, не знам, кај нас галерија и остали, можеш да идеш да си шитнеш стара игра. Да, го имаат во Games RS го има тоа, да. Тие ја купуваат и си ја стават и тоа е сива зона. Марио иде и може да си ја... Тоа е меречко поише овие Games. Тоа е сива зона, не сум сигурен како оди правно тоа како се случува, заради тоа што практично фирма не може да купи од приватно лице. Аха. И сега тука е, значи не можеш да купи без фискална, не можеш да купиш без некаков тип на вако документи. Па може од джеп практично да, ама тоа како ќе ја пријавиш после. Значи зборено е размислувано на темава, тоа ми е една од онака, знаеш, желби некојаш да се деси кај нас, ама треба правно да се види кај. Знам дека кај нас го имаат исто некои решено, ама не е баш, па затоа ќе кажам, тоа е малку сива зона, да. Кај нас од човек се продава на Facebook страните што има и таму се има во ИДЦ на пример second hand игри. Да, ама знаеш тоа се конзоли негови он ги набавува, значи он има покрити дека ги набавил пример од Амазон, да речеме. И сега тука е Јас сум прашувал, не знам дали праша во ИДЦ, ама знам дека
Прашав као дали откупуваат стари игри, дека реално имав некој си FIFA 18 и FIFA 20 што не ми треба. Да ги дам сега FIFA не 500 се игра. денари. FIFA само 500 игра. Не бе, има FIFA, душте си играм ја 23-ката. Знаеш Со како што е друштво? најго, што ми текна сега? FIFA. У Джиджи, у Джиджи како режија си го имаме паци. Ама Овде 500 тука си си го го имаме имаме. 500, брат. Мора да е паци 500. 500. Пајца. Па и двајцата се напаа кога. Да. Пајца имаат името. Гоц, кажи ми за тебе, што ти значи представата Дракула на Синиша Јанакиевиќ? И братче, тоа беше еден многу интересен проект, многу Тоа добар. ти е прв, многу така? голем. Тој е прв, не ми е прв, тој ми е Мислам за уманата за влегување. Тоа е проект во кој што ја бев претходно во МНТ играв, во МНТ играв пред тој проект уште два други проекти кои што како замена влегов. Ама тој проект беше прв, мислам некако што добив моја сопствена улога. Да. И многу брзо после тоа не етаблира како нели младите актери кои што ќе одат во МНТ практично и ќе Се уште ќе си творат. млад актер? Да, се уште сум во МНТ. И така да тоа беше многу долг процес. Мислам дека работевме 11 месеци, што е многу, што не е воопшто не е вообичаено за таков тип на представи. И мислам за представи општо. И беше многу револуционерно, мислам на Срđan Јанакиевиќ изразот сите што го познаваате секогаш авангарден, секогаш пред времето, секогаш со многу експерименти. И за волја на вистината Срđan Јанакиевиќ е многу технолошки подкован и прати. Например, он е еден од најголемите фанови на Last of Us. Значи, зборам со маички носени, со играње на PlayStation, со сите нишани, со, не знам, кракување и джелбрекување на телефони, со Raspberry Pi и нели оние што се мини компјутерчиња, флешување. Така да човекот е многу во тие работи и секогаш кога има простор го протно тоа. За време на COVID јас тврдам дека нели имаше многу начини како да се преточи сега театарот во дигитално. Правеа нешто лайф на И сите што ги направија, уствари беа снимки. Значи они правеа, глумеа од дома, од ово, ама на крај завршуваше тоа во едно видео кое што ќе излезе. Срđan Јанакиевиќ направи представа која што секоја представа одеше лайф од мобилните на своите актери. И они одеа низ делови од Скопје, глумеа, значи имаш изрежирано на локација, на крај се собира сите и уствари и јас ја режирав со него заедно преку OBS сите мобилни посебно. Ја има таа сега на YouTube да. Сигурно има. Како се вика? Како се вика, човече, не ми текнува. Ќе ја најдеме после на Ќе ја постпродукција. најде. Мора тоа, ја не сум гледал тоа. Не знам. Ја не сум го гледал, секогаш прво го е слушам. услови, секогаш е, нели, тие се, ама беше затворен круг, значи немаше било Да, кој да ја гледа, нормално. значи беше се купува луѓе карти и се гледа. Аха. Затоа не сме гледале. И со subscribe ја претпоставам со нешто така или малце беше по Или као едноставен private, моментот, него беше приватна група беше Аха. овако на Facebook, на која што им го пуштивме линкот скриен од YouTube. Да, како private затоа и не само да може да го Да, и знаеш, тоа е во јако. услови кога еден со мобилен телефон, па два, па сите Да, тројца да. ги ставаме заедно, па ги миксаме едни со други, знаеш, беше многу и технолошки интересно предизвик за мене. Тоа е сериозна продукција, А и- телефони да споиш све. Да, па кој имал слаба батерија, па немал, па пауербенкови ставања, па Леле, возеше леле, точак леле. едни од едно време, па едно време се бутаа во едни скривници, па губеа мрежа и тоа, знаеш, како даваше онако спуки момент. У секој случај многу интересно искуство и сега да кажам дека Срđan Јанакиевиќ е баш онака човек кој што сака да и да експериментира, ама и да турне малце технички понапред. И знае отприлика знае да LED да искористи со хрома, со не знам нешто, такви работи. Холограм, сака, знае што е тематиката. Сега ми текна баш у Белград, не знам дали е уште отворен или више се отвори, еден театар што е екстремно модерен со high budget технологии, што мислам дека само ќе произведува мюзикли како на Бродвеј, така да такво нешто кај нас ако се деси. Освен JDP, кој што е класично југословенско драмско позориште, друго. Не, ова е баш нов. Не знам се уште дали е отворен или се отвори сега пред неколку месеци. Знам дека го зборува онака многу технологија у него. Буквално Бродвеј онака. Не знам да ти кажам право, али добро звучи. Да. Не сум сигурен тоа колку е продуктивно, односно не продуктивно, колку е исплатливо финансиски, ама
повеќе ги има кај нив во Да, Србија, дефинитивно. така да, знаеш, кога правиме муабет за бројка, едноставно кога е голема бројка, тоа Апсолутно, немаш така си. проблем, знаеш. Затоа и Джиджи, например, што и да правиш, како и да правиш, таа е бројката на луѓе. Ние сме 2 милиони и тоа е толку тоа, не не можеш сме. да направиш поише од 3-4 вјус на емисија, што не е уопште малце. Да. Не, ма себе ние на 200 се радуваме. Да. Ние сме ние- добри на почеток. Кај нас не е многу добро пошто луѓе си ги прегледуваат. Ние на пример имаме околу 300 луѓе, 300-400 луѓе се влези излези Лајв? на подкасти лайв. Да. После тоа кога ќе останат емисиите си ги прегледуваат. Не, луѓе па реално после и тоа јас дека со деца дома и тој баш период си успиваме силна и си гледам као после тоа, ја си ја пуштам, Да. ќе се изјав. И криво ми е, некојаш правите муавет за нешто, сакам да пишам и ќе ви текне, чекаме, Касна, не кај. Деца, толку Сега имавме 15.000 поsto зголемен чат рейд Да, последната да. епизода, пошто Последната, Мате жустро беше, да. Последна епизода беше Темата- муавет онаков, уф. темата беше малце така по пипава и навлеговме малце по интимно и персонално и лично у целата таа работа. И се примети пошто онака го гледав чатот гореше. И ми реков, Гореше. реков пред крај на емисија, викам дечки, чатот беше топ и стига после статистика 15.000%. Викам, се искина. Знаеш ли колку е 15.000 дечко? Ние ако имаме сега 200 гледаност, да имаме едно 15.000 гледаност. Така да тоа беше супер. Али да, емисиите сега ти баш сега правев статистика за Кока-Кола кој што ни се спонзор и таква испадна бројката дека ни варираат епизодите 4-5, 4-5, таа не знам што се giveaway-ите одат и до 9-10 хиљади. Добро, ти е... Али пази, пак тоа е, значи тоа е многу смешно, ама тоа е многу голема бројка наспроти ниш тематиката која што ја Да, држиме тоа и сега да бројот кажам за на ниш. луѓе, знаеш, пошто кога тргавме со Джиджи во еден преговор кога бев со Бугарија, идеме кој не викаат со PlayStation ствари и идеме ги викаат бројки, се не им даваме бројки, тогаш беа дури и поголеми, беа по 500-600 луѓе на емисија гледа. И вика идеме гледај бугарите, а бугарите има едно селјачко, многу онака кринч шоу селјачко со еден многу кринч фраер рандом најден кој што го викнале само за да води. Аха. Значи, знаеш, и онака многу лошо. Мислам дека многу лошо. Не може да се најде. Немам тоа, зборови за тоа колку беше кринч, онака се што во кое што геймери и гикови и субкултура не верува беше тоа, значи некоја кожна Леле, панталона леле. тесна. О, Беше ципела, Како шпиц. како костимографот замишља геймер беше работа малце. Леле. И пример на нив, ама они на пример играа на мобилен телефон таму. Живе и ја ќе те облечам. Таму они го правеа, ви текна на времето на МТВ кога се играше преку телефон Да, се као беше Изи, Изи мизија. Е, ова го Ја правеа ќе на памтам емисијата, тоа знаеш, ова го многу правеа на убаво. емисијата баш онака за скупи броеви. И пример ми викаат, ама гледаме таа нивната емисија, гледаат деме као 5000 луѓе, не е битно. Добро бе, викам. Стајте, викам, да ги изброиме, викам, бројот на жители во Бугарија, да го поделиме, викам. Да, бе, Нивната као бројка. као И ајде, викам, процентуално. Македонија од 2 милиона, викам, да поделиме, викам, со 600 луѓе. И бројката испаѓаше секогаш, во значи со било кое шоу на светот. IGN, Америка, кажи го, PC Gamer, сите што имаат тој период своји подкасти, нели повисоко и на ниво на продукција, ниту едно немаше подобар сооднос на нашата гледаност во однос на бројот на Да, жители. дефинитивно. Ниту едно. Браво. Така браво, да- браво. Нели, бројот е тој, сакал некел македонски јазик, Апсолутно, толку го разбираат, толку сака да го слушаат. Обаче не разбира, обаче. Така што Јас имам едно прашање, дали годинава конечно PlayStation ќе ја признае Македонија и ќе ја стави на листата Двајцата вака. за да можеш Тоа е да една си таква- пазариш тоа као е- човек. Значи, нема врска, брутално ќе го цитирам дечкото од PlayStation кој што рече додека не влезе тоа европска не се бави со нас. Аха, јасно, добро. Затоа што они не сакаат да се бават со посебни закони за нас. Они не сакаат да се бават со посебни регулативи, со посебни посебна полиција. Значи они немаат ниту време, ниту желба, ниту ќар, ниту па средства, знаеш, нема рачун во тоа. А он ти вика, ако влезеш ти во европски, ако почнат да се аплицираат сличните закони на ова поле, onda ние ќе си го превземеме тоа и во тој момент, знаеш, влегуваш. Има и други спекулации дека не е тоа, дека значи не е битно. Во секој случај пак ќе кажам, мал е пазарот наспроти ефортот и муката што ќе ја јадат за да бидеме тука. Иако имаме многу голем број на конзоли и си Да, играат, Да, тоа и активни конзоли, и активни играчи, и активни акаунти,
самиот факт што они немаат пракса да пуштаат дигитални конзоли во земји каде што нема регион. Така е. Кај нас направија исклучок Кај нас има. и во првиот бач на отварањето пуштија, мислам дека 2:30. После тоа едно време повторно имаше, кое што е преседан за нив, ама ете го пуштија. Ама нова поле секогаш е тоа. Сега во последно време не скинаа комплетно и од сапорт за игри за такви работи, нели? Претходно ни пуштија, нели? Плейка ми пуштија мене 2 месеца порано, unboxing, после тоа Last of Us 2 играв месец дена пред другите за да се направи ревју и рецензија. Значи ти беше тие што сум ги пцуел јас овде кога гледав ова за Grounded. Викам им ја даваат на луѓе да играат као. Види, значи имам тоа се вика неколку вејвови има на PlayStation, тоа се 3 вејва. Првиот вејв се најбитни луѓе, значи критична маса, креатори, битни, значи кои што треба да донесат, нели, да ревју да направат, луѓе кои што прават walkthrough, луѓе кои што прават hunting за, како се вика, за трофеи, знаеш, такви ствари. Па втор вејв е покасно. Тоа се на пример луѓе битни кои што треба, не знам, јас кој што сум дел од комјунитито, кој што нешто значам, знаеш, луѓе кои што се бават со тоа, кои што ќе може да направат некаков импакт. И вејв 3 е практично на дента на релиз им даваат на пријатели, другари да се осетат, нели, малце по битни. На и мене. кодовите, на обично тие кодови одат кај Марио. Интересно е што тие кодови не доаѓаат од PlayStation, што одат кај Марио. PlayStation од последна година баш рече као дечки. Правите, не правите, ние ништо не ветуваме до сега и ние рековме во ред, не правиме ништо пошто вие имате таков однос према нас, ние ќе имаме према вас. Овие кодови што ги добива Марио конкретно се од Iris Mega, тоа е од Србија една компанија многу јака, многу добра. Имаат они брендови од типот на Red Dragon, знаеш, такви ствари. И они се практично за овој дел имаат увозници се и контакт со паблишерите. И тоа све што го добиваме ние практично директно од паблишерот од преку Iris Mega. Знаеш што се зачуди во Grounded во двојката кога го гледав до коментарецот, на крај, при крај кога била као играта и им ја дава, ги викнале као луѓе што се од страна нешто си у фирмата за да играат и секојаш тоа, да. Да. Па Дали тие сакам да прашам, дали тие луѓе се вработени во случај во Naughty Dog? Не. Или се другарке во викне ќе дојде не е само така, или не е тоа толку случајно. Дали тие се луѓе као фри ленсери што го работат само тоа, ако ме викнат до он ќе играм. Сега ќе ти кажам како функционира тоа. Тестирам. На неколку нивоа функционира. Фокус групи се тоа класични. Значи они обично соработуваат со компании кои што се бават со фокус групи. И практично они си собираат луѓе као кастинг агенција речем. Си собираат луѓе и сега пример Naughty Dog викаат слушај се. Сакаме да видиме каков ефект ќе има на трудници и на жени во менопауза и на тинеџерки. И они земаат таков бач и таму пуштаат. Значи ова е птен, тоа е веќе птен ниш, но најчесто тоа се луѓе надвор од фирмата кои што никад немале никаков контакт, кои што обично играат играта, ги снимаат, им ги гледаат реакциите, после тоа одговараат на прашања, многу често тие прашања се индиректни за да видат што направила така играта, мислам што произвела кое чувство. А и Нил Дакман е од документарецот тие што го гледате колку темелно влегува во не само во гейм директингот, односно и во гейм дизајнот, туку и гледа низ призма на маркетинг, значи за каков импакт да направи врз публиката, како да го дозира тоа, кога да биде првиот трейлер, кога вториот, што да се гледа во вториот трейлер, што да се прикаже на вториот трейлер за да направи импакт на публиката, за да се дигне хајпот доволно, да се очекува играта, да се купи и така натаму и така натаму. И тоа се гледа по продажбата на играта, по квалитетот на играта, по многу сегменти, по целата музика, атмосфера, значи тоа се гледа дека тоа е до перфекција донесено и тука нема збор. Затоа мене Дакман ќе ми е поголем фраер од било кој од Коџима што прави ненормални причи, бидејќи овој гледа у све да влезе, у све да го истражи пазарот. Јас него имав на радарот, исто како Коџима. Коџима беше као окей, тоа е underground. Тоа е на Данко, секција таму не мешам. Прсти до последна година некоја онака сфати дека јас со Хидео Коџима уствари има многу
заеднички сваќања за многу ствари, многу тие негови потези кои што ги прави во однос на филм, во однос на серии, во однос на игра, уметност. ми се многу блиски и многу се поклопуваат со неговите. Јас повеќе на пример го пратев Кори Барлог, кој што е на God of War таткото. И онака ми беше, тој на пример па него доживеав така, пошто малку делува како арогантен дечко. Али сега со Нил Дакман ја го немав изгледано првиот Grounded. Значи сега тази ми се едно по друго и онака ми е... Исто као мене. А интересно е тоа што јас и Last of Us ја изиграв ги изиграв кецот на 4 месеца пред да излезе двојката. И мене Така беше најубаво. пази, значи Јас толку ми беа мене врзани едно со друго да ми се направи брате филмот пола година кој што Јас одма само што заврши ова CD-то го извадив, го стаи двојка. Двојката да се Ама чекај, тази играше се ова. Или тогаш јас сум геймер последнава година и пол, дека претходно јас си плескав. FIFA игравме тенсо друштво. Така да рекреативно. Како нака, и си земав четврка и Last of Us кецот ја и на тројка го изиграв. Па ми фалеше нешто у графиката, викам мора да ја земам за на четврка. И у исто време ја земав и Last of Us двојката и сега викам да поштам со двојката или кецот да го поиграм. Ај викам кецот уште еден. За еден месец, 2 пати кецот го изиграв и се пуштив на двојката. Многу интересно е што ти имаш деца кога што сватив. Да, 2. Да, супер, мали претпоставам. 3 години и година, така да. Многу интересно што во наша ситуација луѓе родители кои што не можат да ја бинџаат играта, односно многу ретко може да бинџаат, да седнат како Мари на пример, и маста да ја извади од 9 сабале кога ќе стане до Далеко го сакам тоа. Значи те молам да не збориме. Еден ден. Тоа ми е барем работа. еден ден, Кога да. зборам вака кога се светнуваат. Овие две работи ми светнуваат. Дури, знаеш што е проблемот? Ја тоа им го објаснам. Дури и кога имам време за да избинџам 5 сата, грижа на совест имам. Совеста не ми дава дека ќе поебам 5 сата, а за тоа време имам работа која што се жалам дека немам време кога да ја завршам, или па, знаеш, без разлики, денес тука деца сикам гора се. Утре ќе се нервираш што не си завршил, значи, така да, ваков тип на игри нас ни траат многу подолго и многу повеќе држи филмот. И затоа мене толку многу ме гаѓаат овој тип на игри и сакам такви. Еве, кажија, Alan Wake двојката, ја играм више, од пред Нова година, Тоа беше декември да излезе, да. Од кога излезе, ја играм и ќе почнам, има малку онака страгал на почетокот, се мачам додека да пофатам што беше кај беше, ама кога ќе влезам и пак ми се враќа истото чувство. Така да јас многу лесно се врзувам за ваков тип на игри. Сакам нормално све друго и сакам да играм и такви работи, ама го сакам оној момент на осамув, например, зашто не играм на PC? На PC ми е работната маса, на PC работам цел ден, и сега практично само друга икона да кликнам, не ми прави никаков дрек. А вака, кога ќе се трнеш на страна, кога бандитите кога ќе заспијат, да, слушалките на тебе кога ќе си ставаш некој Марио, ќе осетиш брат. Хамбургер така ставаш. Фотелјо на лези, си скреваш. Дали си пробал ги имаш и уанкочени фотели за гейминг, ама како бананас? Ги има во Nexio. Во Nexio, да, плейсит се викаат. И има ниски, големи, дебели ваму таму. Мене ти ми се ненормално удобни. Тоа ниски се такви ептен. Да, немаат ни тркалца ни ништо само. Тоа е многу добро. Јас во Nexio баш ги седев, дури разговаравме да сменам, ама јас дома имам на Lazy Boy, брат, америчка, што се распапа, што се тегне, што ти доаѓа така. Ако решиш да смениш таа, не, таа трае, брат. Како ќе влезеш у незе како панда да те гушнала, разбираш, онака мечето држи. И е многу. Ама него е седнуваш и имаш и простор за лименка. За тоа неа, ми тоа фали. Ама има посебни се докупуваат онакви баш за нив. Ама кај нас немаше, тоа што меѓу последните се затвараше таа фирмата и јас ги земав. Тоа знаеш како е седнуваш и правиш да бе, френдс. Тој што не онака издишо. И е многу јако дека јас сум сватил зашто ствари кога ќе отидеш да купуваш душек на пример, онака си кажеш леле колку е добар душеков е боле од мојот. Па да брат, пошто си шетал дури да стигнеш до продавницата. И тој момент усред ден кога ќе легнеш на што сакаш, легни брат на бетон, легни ќе решиш леле колку е добро дека човече.
Исто и за ова, кога ќе отидеш по гото, ако си изморен го направиш Топ. Да, така да, се сеќам првата Last of Us ја земав таа за тогаш столицата и се искинав тогаш од Си направи своја Серење уживање. дупка у столицата. Кога збориме за гейминг, сега малце да те вратам, можеби за тебе најзлатното време за гейминг, што за жал јас не сум го искусил толку многу, Skysoft. Добро. Што е за тебе Skysoft, онака, од почетоци? Си бил ти у Skysoft или... Skysoft беше она у Беверли? Да, второто Skysoft беше у Беверли. Така што реже игри. Оригиналното Skysoft беше во Црниче. Ја го 35. фатив дека Кај Пецо дома. Пецо дома. Кај Пецо се решало. Ја го фатив во Беверли. Ама ова оригиналот. Да. А оригиналното не. Оригиналното Не. Дувлото, рудникот. Skysoft, Марио брат, беше, сега пробувам да најдам некоја аналогија за нешто као тука сега. Тоа ти е како Не можеш, нема така. Уморен. како Кога ќе ми тегни инсомнија, Не, нема не, више не, такви далеку, далеку. ствари. како King видеотеката за филмови што беше, знаеш, кога сакаш да најдеш нешто, одиш таму да земеш. Тоа ти е како Чичко Стоилко, како седмица за хамбургерите е тоа. Аха, Значи есенцијата си и има се трга од посебен таму. Значи, шмек. тоа беше, не беше единствена Skysoft. Тогаш постоја Riversoft, постоеше на Infoproject режарницата, значи ова е све бутлек. Многу Да, ретко да, имаше да. овако, да. И работата со Skysoft беше што дечките кои што го воде ова беа многу кул. Стварно многу кул луѓе беа. Очигледно се беа бизнисмени, пошто си продолжија со други бизниси кога се затвори И као ми тој се сегмент. склопи ова, баш му гледав на шеф Сале и Тоа ми е интервјуто во одмилено, ГГ. Преска се слушаме, се пишуваме, треба да Пред земе плейка. оваква, пред недела дена го гледав нешто. Така сечокот? и се добра, да, и се надовар за муабет Да. сега за. И за Skysoft. тие таа група што беа таму Дени Сале, кажи го Зозо, значи сите тие што се повозрасни ги знаат. Работата беше што сите ние тогаш немаше интернетот беше онака уште на повидок, значи немаше многу интернет навака натака и практично имавме Мирц, ако отидеме во некој интернет кафе, тие што имавме дома Со чат, канали. да, Мирце А СЛПВС. Мирце Дискорд на стероиди. Односно Дискорд е Мирц на стероиди. Да, Истото да, беше. да, Имаш да. сервери, имаш канали, Да, бе, имаш си главеш хаштази, и имаш опови, имаш истото, само што одека нели ново време и имаш атачменти, имаш. Полна шминкано е само. Иначе тоа, Друго, сите па и овие- атачменти и сите на овие- мирци сите, може. да, сите овие работи што ги има Discord инкорпорирано од типот на канали, voice канали, атачмент, не знам, мутирање она, тогаш се решаваа со ботови, односно некој од дома оставаше компјутер уклучен и бот кој што реагираше на команди. И ти уствари преку командите од било каде му кажуваш на ботот сега ова ќе ти го атачирам овој файл, чувај го кај тебе, сега опкикни го овој, дај ми мене смени го каналот. Тоа беше работата, што не беше толку се лесно за нели со маус визуелно да го работи, него мораше малку поише команди Да куцаш. Да, да. И у принцип Skysoft малку не насочи, не собра на едно место да можеме Skysoft е Skysoft е Gigi уствари пред 10 години. Тоа што Аха. Gigi го направи за новиот бранд на геймаши, на геймери, а тоа е им даде едно место каде што ќе можат да се најдат и да дискутираат и да се соберат без да се знаат и познаваат од претходно и да знаат дека таму кога ќе доеш, тоа е тоа. Нема промашај. Тоа беше Skysoft тогаш. И беше многу интересно време, пошто тогаш се појавува, нели, Тазе се појавија CD-ROM-и, тогаш се појавија првите графички акселератори, Voodoo 3DFX, кој што беше онака васиона откровение. Без Не знам, кулери, без Јас ништо. не знам до сега дали сум видел скок некаков технолошки како кога прв пат видов како е од обична графичка на OpenGL 3DFX графичка. Тоа беше не можам да го спорам. Претпоставам дека сличен скок било црно-бел телевизор со колор телевизор. А после тоа немаше, све друго беше, да, побрзи, SSD-а побрзива, ама не можеше визуелно да видиш таква разлика, да не се верува дека тоа е истата игра што си играл завчера вака да изгледа. Да, тоа е многу мрдното, брат. Така да, од Skysoft излегува многу луѓе после тоа кои што се направија разлика во гейминг, во не знам, првото, мислам дека или втората играчница имаше Skysoft отворено,
во метро доле, тој што е подземниот премин. Турнир првиот мислам дека го направија таму Quake, Warcraft 2, Duke Nukem и Red Alert и практично правеа доста ствари. Списание извадија за игрици, неколку ствари списание извадија за игрици. И ти имаш таму пишувано. Да. Јас бев вклучен буквално во се што се има случувано за гейминг во Македонија. Имав таква среќа, веројатно сум бил многу упорен и не сум бирал, така да Ивана Јанко јади бурек емисијата што му се викаше Ефтини приказни на 103. На 103 беше емисијата на радио, значи за игрици. Таму бев толку активен слушател да едно време Јанко почна ме вика во емисија да се зборам со него, да им објаснувам, да носев, пошто бев претплатен на многу списанија, CD-ата кои што ми стигаа со списанијата, им ги носев и ги дававме после на емисија на луѓе да доаѓаат да си ги земаат, пошто немаше друг избор на списанија да се добие. Така да сакал нејкел, тие беа круговите и бев вклучуван во сите тие настани, мислам, случувања, движења, како и да, комјунити. Па и уште си кој ќе видиш Game Jam, Game Fest, све што се организира. Сега сум, например, тогаш бев поише гейминг ориентед, нели? Сега сум скрос у сите три сегменти, а тоа е и game development. Да. Значи тоа е, нели, бизнис делот, еспорт делот, со ова Game Fest, значи тоа е поголемо, тоа нема кај нас. И content creation, односно гейминг, класичен гейминг, тоа е джиджи, така што сите сегменти ги покривам, фала Богу, и тоа ми е, нели, драйв, фил. Јас се чудев кога на интервјуто со Јанко Данко кога кажа дека ствари он ги се снимале на времето на касети. Не беше Јанко тоа, ама тоа беше пред Јанко, Комодоре, Амига, игрите и програмите се снимаа на аудио касета. И практично ти аналогно го добиваш сигналот преку ние исто како што аналогните модеми на времето се поврзуваа со интернет, со централата. И практично ти кога ја ставаш касетата и ќе ја пуштиш негде, тоа кога ќе го снимиш и ќе го ставиш на друго место си се го чита како така што на радио Скопје имаше како се вика, имаше момент колку време траеше да кажам таа игра, ајде, за да ја снимиш саат време и иде од тоа. Па не саат, ама на пример 20 минути, 15 минути, зависи колку е голема играта. И на радио, ако пуштиш ти у тие 20 минути ќе слушаш како Да, ако стиснеш стоп, ти се прекинало, ти завршило. Ако се прекине радиото, ако се пушти реклама, ако било што се случи, завршува. Мислам, не завршува скрос, имаше после тоа фиксови се правеа. Работата беше многу интересно што имаше моменти кога што пушта игри, а не знаеш што снимаш и додека не ја снимаш и тоа е таков штемување главе. Толку штемување главе турбо прво. И тоа е таков трил кој што сега за многу малку работи може да се добие. Например, моментот кога се чекаше јас со татко ми, кога чекав да стигнат CD-ата од Белград по автобусот Млас Богданци, вечер во 1 саат пред Брисол хотелот, заедно со проститутките, пијаниците и така. И мислам дека само онака сакам некад да се деси да направам технолошко откритие кое што ќе го збрцам на глава и онака да можам визуелно да го isfрлам на екран тоа што го памтам и што се сеќам, тоа ќе биде онака неверојатен трип. Мета квест двојка. Тргна да ги пишувам, ама знаеш, не сум писател, не можам доволно добро да ги склопам реченици за да биде толку блиску до тоа што сакам да го кажам, знаеш. Имаш идеи, овие работиш, пошто имам онака баги од тоа време, едно време почнав да ги запишувам, пошто ќе ги позаборавам, да се направи некој таков late night подкаст као, нели, ретро геймер и како се вика сентиментален, сентиментален него како си која носталгија нешто? Носталгичен геймер, нешто у тој фазон ми беше идејата да се направи, кај што зборам за работи што биле, како биле јаки, колку е сечкарт, како биле играчниците, што се играло, знаеш така. Тоа ќе го разбера само луѓе како вас, така што се постари за нас. Да. И играчниците кога се отворија, мислам дека кај мене у Порта Влај имаше едно 100. Толку 200. Златното време. Еден клуб ги имаше и знам дека татко ми е против и играње, тоа е стандард.
Снимавме дома струја и као немаме на шо да се грееме, више 3 дена зимно време немаш струја. Идеш у играчница сега. И мајка ми, ти 200 денари иди, барем играј на Да, топло. да не настинеш у печку. На топло иди, правиш следните. Сон, Да брат. ти топ, даваш 200 денари, ама знаеш што беше најакото шо? Даваш 200 денари, да речеме 50 денари е саат, ама он те остава човече од забајле Стандард беше. до вечер и он со тебе игра, газдата со тебе игра и јако му е. Имаше на времето и интернет кога направи еден демек за да попунат време на вечер. Ставија тоа како се вика night mode. Да, Не night mode, него- Night shift нешто. Како се викаше до сега го значи Стотка као плаќаш и играш Цела вечер, цела цела вечер, вечер да, да као студена, се да. играш. Трета смена. Дневните игра. И Ке баш биде- па таму у школа си идеше Е, со па сега. подошјаци до овде вака. тоа јас Си не го ги носиш. правев пошто имав дома компјутер. Ама во реал мислам не на вечер. За одење А има и од Сабајле, јас колку шо... Имаше, да. Колку шо знам исто. Имаше сабајлечка тарифа и после до 1 сат и после од 1 сат регуларна тарифа до 12 До вечер. 10 или 12, нешто така беше. По-позно... Како нема... Не, Па да Midnight бевме у него е- кина, брат, 3 дена никој Nightmare. немаше да стане. Nightmare. У кино да бевме 3 дена ќе се играше, никој немаше да стане. Така рокат, у Да, кино да, не така да јас не одев на школа со подочњаци, пошто учев во исто школа, мајка ми кеше работеше, така да немав многу простор за не си ескивирање. можел. А и Не немав си. потреба да ти кажам, па никој да Не, ви гледај, јас имав и компјутер и интернет, дома сите сум ги имал, значи она DSL што беше со пошта, ASD. па ASDN, па ADSL, све сум имал дома, ама друго е кога кидаш некако у играчните, кога самиот тој мирис на цигари, Се- 500 испушени внатре, Сега ќе ти објаснам. на Денес- маусот што не ти работиш овакаш од овакво. Денес нема играчници. Нема. Факт, за жал. Ама има Game Jam. И буквално е истото, сите сте Слична атмосфера е, споени. само што Да. дека имаш Да. надпреварувачки духове, како луѓе што се собираат што играат фудбал на пример. Си се договараат и Да. еднаш неделно играат фудбал или баскет или вишто. Ова беше се знаеше дека еднаш неделно или два пати зависи кога бевме послободни малце. Се одеше и си играше 2 сата, 3 сата Raven Shield. Да. И практично се направија тимови кои што се има биф еден меѓу друг, значи еден тим имаше обично таа играчницата наши игравме Game Zone од вработените имаше еден тим попротив нив игравме, па имаше онака ептен, знаеш, кажи го пречки, па расправи, па такви работи. Али се правеше, тој е таков тип на комјунити кој што едноставно друг драйв, значи и не само тоа. Јас го тоа го објаснувам дека самото играње таму и тоа нели потењето и треперењето и се тоа има еден тип на драйв, али кога ќе завршиме, после тоа уште саат и пол се Така се раскажува збори. што се правело, кај ти влегол, па ќе земеме тоа е за убавината. јадење, знаеш, тоа е веќе тоа е една целокупен ивент, значи терапија која што почнува да речеме од 6 сат и завршува 10, 11, 12 сат. И сите срекни на а крај. 2 сата сме играле само. И колку се сменија времињата, човече, порано ми текма барем за мене барав и играта да има мултиплеер. Ми треба, ако немаше мултиплеер као игра, ја да имам Sony кеци и си се барав менуваат времењата. мултиплеер. И ако немаше као не ја купав. Сега си барам сингл. Да. Пукам дома, Види, чао, пријатно. Јас сите викаат порано беше боле, не сите, него многу луѓе на тоа. Јас не се возам на тај драйв. Го гледам син ми сега игра Fortnite колку се дери, колку вришти од дома со другарчињата и верувам дека и него му е ист драйв како што мене е било. Разликата е само што Нокане, јас нокане! играв поише игри, пошто не беа лесни не беа достапни, а сега на него му се толку достапни, он може да ја провери ако не му фати око. Тоа е тоа. Јас ќе стигнеш игра, мора да изиграш, мора да играш, Мора, пошто нема бе. друго, нешто, Да, имаш, да. се знаеш тоа. Јас знам имаше кај нас 50 денари или беше седели нешто така и ќе земам и играм, не ја знам, ама Демо. сликата ми се свиѓа ме, Да, и ја купам, и идам дома, ја пуштам играта, врска нема. И Нема, сега ама играш. седиш и кажеш дав 50 денари за ова, можеше да си земам нешто друго. Да, играш и тоа е тоа. Го знаеш како годинава GG прави јубилејче 10 години. Да. За жал, се уште единствениот медиум кај нас за гейминг општо. Некој проба, се откажа, поише пробуваат, ама едноставно не можат. Кажи ми од кај дојде првично идејата, која направи за GG
И што ќе се дешава според тебе, на пример, у стил кај го гледаш Джиджи Уидни, дали ќе остане уште единствен медиум? Ќе правите ли на крај на сезона журка некој за 10 години? На крај на сезона не знам, ама пред некој ден да се соберат и да гемаат. Пред некој ден пуштив дата, мислам дека е 7 април. 7 април е? Не, октомври. Октомври? Октомври, баш првата епизода од 11-та сезона. Тоа значи дека првата епизода е уствари 7 октомври е првиот подкаст што сме го направиле. Така што може да направиме некоја комбинација да биде тоа за првиот подкаст некоја фешта. Евент, да. За крајот обавезно ќе правиме нешто, да. Гивавеј ќе има, тоа сигурно. Ише док не мораме се брат гивавеите, пошто секогаш мора да копам нешто ново да правам, си направив сега пресија сам на себе, видеа да снимам ова, да правам како мрднат. Гранда гивавеј на ГГМК. Деле тоа кога го слушам. Тоа беше многу добар филм. Многу добар филм беше тоа. Джиджи, значи на почетокот многу одамна, значи беше муабетов. Прво јас пред сите да се врземе вака, јас се знаев со Наум, се запознав и се дружевме еден период, па после тоа го запознав Наум со Бобо и тројца да почнеме да се дружиме. Наум го запознав преку факултет, пошто беше режисер на ФДУ, Бобо го знаев од играчници. И сватив дека и Наум е ептен фанатик и ептен е многу таков за игрици за тие ствари и се поготово и за Quake и дури онака се поврзавме на многу, па заедно пишувавме 100% мултимедија. Он беше студент тука од Крива Паланка, знаеш, такви работи. И дојде моментот кај што, нели, рековме да бе емисија вамо таму и тогаш беа експанзија имаше на мобилни телефони, многу овона и седнавме, направивме концепт дека треба да се има емисија за игрици. И отидовме кај многу спонзори, телекоми, тогаш беа мобилни такви работи све, ама немаше никаков изглед дека нешто ќе се деси од тоа, пошто едноставно луѓето не ја прецепираат тоа како нели доходовна гранка и што мислам дека и во право беа, пошто тоа беше ова е многу одамна. Значи ова е пред 10 години. Не, виш. Више? Чекај, ова е 2000 можеби 4-та, 5-та нешто. Чебе, знам ти имаше на МТВ една емисија. Тоа е за времето, тоа е после Джиджи. Стварно? Да. Тоа е Джиджи 4-та, 3-та сезона. Втора, трета сезона мислам така, дека на почеток е план. Во светот на технологија да се викаше тоа, тоа беше друг тип на емисија информативна. Деле, знам. Значи, имам една прича за со мене Гоц не ја знае, дека ја знам само. Нешто на телевизија идеше некој филм. Филм ли беше ли, реклама ли беше, пичко мајче, не знам. Влагаш у двор ти. Не знам кој двор беше и фокусот ти го дае на клучевите и на клучевите имаше привезок од Кени, од Саут Парк, као цел медијатален привезок. Јас седам, ака сум слушнал за Саут Парк, знаев кој е као ликот, ама никад не сум ги изгледал. Викам, и мајком, викам, дај да пуштам као Саут Парк да видам што се дешава со чин, викам, Гораз, викам, има привезок од Саут Парк, сигурно е нешто смешно е. Ја пуштив и од тогаш ги изгледав до не знам која сезона, више не можев да ги пратам после тоа. Ги изгледав сите, човече. Да. И викам, каква... Точно знам кој привезок е и тоа знам, пошто бев на размена на ученици, имав среќа да отидам в 98 во Америка на размена ученици, има една програма се вика Скопје Sister Cities, од тука е почната и се имаат збратимено еден град во Америка, во Аризона, Темпи се вика, тоа е како наследба на Феникс, али пак е големо градче. И се има направено збратимени градови низ цел свет и практично од таму доаѓаат луѓе во тие градови и после тие луѓе од тие градови одат кај нив. И практично ние имавме кај нас четворица од Америка што спија кај нас четворица по дома месец и пол и после ние отидовме таму месец и пол. И се сеќавам, човече. Се сеќавам дека татко ми даде $350 за да преживеам. И ти $300 дај на пример. $290 ми кошташе Voodoo двојка картицата од Diamond која што ја купи вториот ден таму. И плюс кулер за шеф сале. И кулер, тогаш пошто не доаѓа со кулер, ова беше пошто три чипа имаше на графичката како триаголник. Имаше посебни кулери се вика Stealth
И тие такви два донесо специјални, јас и шеф Сали имавме единствени у Македонија и такви работи. Така што од кога таму ги загледав Саут Парк и од таму си земав привезок и си го носев сегди, тоа претпоставам било некој им требало нешто кадар клучеви, и така испаднало целата. Не знам, ти викам дали беше филм ли, реклама ли, нешто. Нешто такво или некој репортажа, нешто било што било. Да, Да. И после уствари баш така некој период, мислам дека околу факултет или крај на факултет да било 2005-2006 најкасно беше муабетот со Наум се запознав тогаш, Бобо тогаш тие работи, ептен се дружевме. Мора и порано било, мислам дека тоа. Пошто јас со Бобо се хейтавме уште кога се запишав прва година на факултет, така што тогаш беше тоа. И отидовме со првата емисија со тој концепт, никој не ни го прифати, па после тоа Бобо независно почна да прави еден сајт, се викаше Се за игри и така локално помина тоа. Имаше онака редакција со пишување, со правење пустења, ама не прокна, пошто беше пред време, значи едноставно немаше овакво. И Наум како режисер соработуваше со Квазар филм, продукција, снима реклами за нив, он им беше режисер. Во Квазар филм беше Данко. Данко беше продуцент таму и заедно со Бажа Дулев, кој што е директорот, беа фанатици за игри. Дулев, овако. И они независно правеле муабет за дека треба да се направи некоја емисија, дека зашто не се прави они веќе продуценти имаат повеќе искуство за тоа. Наум ми го кажа тој муабет, се видовме и направивме муабет дека уствари можеме да ги споиме силите за да направиме се заедно. И така, еднаш два пати брейнстормавме, направивме име, брейнстормавме каква ќе биде најавната шпица, рекламата, го снимивме тизерот комплетно, го снимија, кажи го они и така тргна целата работа. После 2 години беше у фиока тоа, пошто чекавме телевизија и на крај у ист период Данко вика мене ми текна прв, ја викам не мене ми текна прв, Бобо вика јас го реков, ама без разлика у ист период веројатно ни дошло на сите да речеме дечки нема потреба више чекање, имаме технологијата дојде веќе да има Twitch да постои, дека можеме и ние да пробаме. И така со инвестиција од 100 евра и еден подрум кај мене, 200 евра нека биде еве, пошто и полици правевме. Тогашни 200 евра, сега. Да. 300 купивме за 100 евра камера и купивме за 70 евра микрофон. Ние другото се беше од дом. Со Марио го имавме тој као проблем да кажам, ајде пред да не викнат мов да ги поздравиме. Као окей, идеја имаме. Сами си дојавме, никој не вика. Немаме место, најголем проблем ни беше местото каде да кое место да го окупираме за да почнеме да снимаме. А не кефме онлайн. Среќа сте имали излеа. Па да, јас имав на жена ми студиото доле за фотографирање и го окупирав. Земавме Данко, мислам дека или Боб имаше стар креденец кој што го несовме кај Данко таткому да ни ги сече да ни направи полици даските. Лаптопот беше на Данко, јас имав од татко ми и од не знам дома некои ствари од типот на фотелја една што не ми требаше. Фотелјата на Боба таа што седи десно. Со режисерски столици кои што ги однесов на маљакање да ми ги како се тоа ишијат со логото ГГ за да изгледа убаво и тоа беше буквално значи имавме тоа беше све. И најјаки причи се тие што од ништо правиш нешто. Да. Али знаеш гледа што се случува. Сега во ова време ќе се изнагледаме, mark my word, ќе се изнагледаме на кринџи подкасти, онака туѓа срамота ми изела, пошто сега техника е многу лесно достапна. Сите веќе снимаат филмови со мобилен телефон. Можеш да снимиш подкаст со iPhone и тоа да изгледа неверојатно. Ако сакаш малце да инвестираш, значи зборам за 500 евра, ако сакаш да инвестираш, ќе купиш лудило и микрофончиња, бубици, значи тоа дури ќе звучи кој што треба. Микрофон е 100 евра. Уште 100 да ставиш или 200 и светла ќе купиш ледови кои што и на топлина работа, значи уште 100, значи рачунај околу 1000 евра веќе онака правиш сериозен почет. И сега благодарение на тоа многу луѓе помислија дека имаат што да кажат. И почнуваат да прават глупости. И сега сме сведоци на тоа дека излегуваат многу избрзани работи, нели, на прва лопта направени и едноставно после брзо завршуваат и се гасат. Ја не викам дека Джиджи е нели единствен, далеку стека единствен, ама конкретно во нашиот случај тоа се куваше, се готвеше, се крчеше. Джиджи е единствен за гейминг. Да, ама зборам општо дека тоа не беше направено преку ноќ. Тоа се крчкаше толку многу време, толку многу
е мислено како да биде. Не толку многу експериментиравме првите сезони да тоа онака лутавме за да добиеме публика ова, од гости ќе викаме, од не знам рецензии ќе викаме, од купивме кога немавме ни кеш, кепчер картица, демек ќе играме, не се деси да играме у емисија, пошто е многу комплицирано. Никад. Ние си игравме телевизија со оскудна опрема 10 години пред да почнат, не 10, 7 години пред луѓето да сватат и да почнат да се бават со уопште со стрим. Пред 10 сега кај наш не, да, 7. Еве до пред ковидот на пример беше така полавало да. тоа. И значи ние имавме, пази, зборам за ноу-хау, го зборевме кога беше во емисија дека имавме тогаш драйв, proof of concept да докажеме дека можеме и затоа ги направивме и турнирот во Мида, првиот Хврстон турнир во кој што Данко трчаше со мобилен и стримаше на приватен скриен канал за да добиеме камера лайв мобилна. Таа Го прича направивме е во мртнато добра. Го направивме Хврстон турнирот во Телеком во кој што добивме фейскам на играчите, кој што никој сега не го прави кај нас. Освен јас сега последните 2 години на Gamefest, кој што е сериозна инвестиција. Значи никој не се ни осудува да проба да стави фейскемови на играчите за да игра. Зашто брат страфиме тоа треба да си малце ете ненормален, може малце ненормален и докажано дека многу може. влоги, многу напор, значи со мкнење кабли, имавме купено 2 или 3 кабли по 30 метарски USB, а тоа не знаеш дали ќе ти работи, што е многу долго. Значи камери кои што работат на ист бас, па ги менјавме басовите на различни USB, ги гаѓевме за да не се преклопуваат. Значи имаше многу trial and error. Значи Бобо, Данко, поготоа ја и Данко, пошто ние технички најмногу чепкавме за да го добиеме тоа што го требаме. Онака толку многу ноу-хау имаме и за OBS и за тие ствари да онака, знаеш, многу чудно што останавме само на ГГ, ама едноставно па може да е добро пошто знаеш целата креативна енергија, целата есенција се влева таму. Сега мислиш ли дека уиднина или зашто не се прават повеќе подкасти, да кажем, ајде емисии за гейминг? Што е работата? Ние еве као дебили, као гикови, кај нас се подразбира дека ќе имаме стрипови, ќе имаме филмови, ќе имаме серии, ќе има и фаќаме дел од геймингот. Сега не сме толку стручни и тоа сепак го оставаме на ГГ да имате 2 сати као подкаст да си слушнат луѓето што сакаат за гейминг, ама тоа што се клучните ствари, да кажеме као трейлер на GTA 6 и искачи се, не иде да не го кажеме тоа, ипак е нешто вау што се дешава. А ГГ е непрофитна фирма. Значи, не као нас, ти кажам, као нас исто. Ние парите кои што ги добиваме од спонзори и од giveaway ги враќаме назад на комјунитито во giveaway и во хардвер за да одржиме квалитетот и такви работи. Се знае дека во GG кој ќе дојде некој добива топ-ноч хардвер за стримање, добива топ-ноч машина за играње, ако тоа станува збор за играње или за стрим машина или за што да е. Кога имаме игри ги, знаеш, мора да се прати тие такви работи, практично све друго враќаме назад. Можеби заради тоа и немавме некој што сака онака да влезе, знаеш, да не води, пошто свати дека ние за пари е последна работа што ќе правиме муавет. Пошто реално не можеш од таа толку да направиш пари кај нас. Мислам, барем ние не знаеме како. И рековме, кога више нема некоја заработка од која што може да се живее, поарно да се врати назад на заедницата. И тоа не е нашата визија. Кога направивме GG, имавме гигабитен интернет кога никој друг немаше. Не можеше да се допушти. Имавме локација, имавме студио, имавме камери веќе од 3-та сезона, профи зборам, че имавме се што треба да правиш. Вратата беше отворена за сите. Борд геймаши, хардвераши, ретро геймаши, субкултура гикови како вас. Имаше многу муабети од типот на јас сакам да правам. Повели. Борд геймашите рекоа нас ни треба маса. Направивме маса. Ама маса да треба да има таква чоја. Јас специјално чоја све. Никогаш не дојде да снимаат. За хардвер имаше неколку дечки што сака да прават муабет, викаме дечки ви даваме простори, даваме интернет, даваме све. Ако си донесеш спонзор, земи си ги скроз за тебе. Средствата никој не ти бара да му ги дадеш, значи тоа е твоја работа. Никад не се деси стрипови, никад не се деси ретро гейминг, едноставно луѓето. Зашо страфиме на луѓето да не знам, некој им е страф, некој им е едноставно. Сега баравме контент рајтери за порталот, за GGMK сајтот.
спуштија два-тројца муабети и кој ќе им кажам дека не плаќаме, него дека ќе ги добиваат бенефитите исто како ние што ги добиваме, ги снемо и сега веројатно тоа е голем битна работа. Кога не вложуваш, кога не се враќа финансиски тоа, ама сега кај нас филозофијата е таа, ниту јас, ниту Данко, ниту Бобо, кога почнавме ова, не отидовме на тоа дека ќе заработуваме од тоа пари. Фала Богу, сите сме вработени, сите си имаме приходи и тоа го правиме од кеф. И тоа е ситуацијата. И сега, ако ние го правиме тоа од кеф, многу е неферски према Данко, према Паци, према Марио, да го плаќаме тој од надвор што ќе дое. Тоа не е во ред. Така што мислам дека една од главните потешкоти е тоа дека луѓето сакаат да имаат финансиски бенефит од тоа. А трета работа, тоа се веројатно другиот типот на страфимија, од типот на не е лесно да си дадеш задача да се спремаш со секоја недела со материјал и двајца да знаете дека не може да доеш туку така и ние се минимум премаме да се спремиш кој што треба, знаеш. Цела недела ни е, недела за недела си закажуваме дали ако имаме гости или нешто и си имаме значи, не е мала работа каде што си шлахаме само ствари. Така да малце затоа ќе кажам, многу е тешко да речеме невозможно да извадиш квалитетна содржина и подкаст доколку не си спремен соодветно. Апсолутно. Да, така што и тоа се гледа по подкасти кои што излегуваат, кај што се знаеш. Така, лајт. Не гледаш, ама не гледаш. Вака се сака да те прашам, Марио во моментов е единствен гейминг новинар, барем ја Не е единствен. Гейминг новинар што Скроз гейминг? Не, види гледај, се не можеш да кажеш единствен гейминг новинар, пошто и ITMK имаат текстови за гейминг и други пишуваат. Ама он е као да кажам... Марио не е гейминг новинар, Марио е чиф едитор, односно главен и одговорен уредник на порталот на кој што се пишува и гейминг, се пишува и многу е брз. Многу е брз него и голем. И голем. Да. Така што он е, според мене, мислам дека е новинарот со најмногу искуство и познавање во гейминг сферата и најмногу искуцани, напишани, преведени, креирани текстови во однос на окото и мислам дека со сигурност е новинарот кој што благодарение на ГГ и на конекциите што ги имаме ние и искуството е, мислам дека најинформираниот и најбрзо информираниот новинар во тој сегмент. Затоа викам многу е брз. Е под прва рука кога ти пуштаат. Ако ти кажам дека јас го читам постот дека Microsoft ги шиткаат ексклузиви. Ексклузивите му пишувам му го праќам као линкот, викам гледај бе. Знам бе, вика ја више као ќе го прикачам вика сега на ГГ викам. Кога успеа викам да го напишеш текстот само што на IGN само што искочи. Што е еден од најчитаните до сега текстови, околу 60.000 души до сега го имат видено. А што мислиш, гости, дали страфим ли на дечките како Марио да пишуваат рецензии, да се пуштат во гейминг сферата како новинари, како такви ствари? Марио, кажи си и ти довде, значи реално ни треба да имаме ние поише. Ја одма ќе ти одговорам. Знам едно време дека имавте, ќе те прекинам, оглас за во ГК као помош на Марио за праќање као. Уште ја кажам, уште го имам. Се јави еден двајца и уште гледам дека Ninja Monkey стои као подпишан доле. Што стои? Страфи ми ли на луѓе да пишуваат? Па само што ти кажав причините пред малку, тоа беа работите. Да. И кеш и ефорт, знаеш. Мариов, на пример, он е голем фан и практично кога ќе го сватиш Джиджи како свое, а во моментов практично порталот на Джиджи е на Марио. Овакво со минимална помош од мене поише техничка. Кога вложуваш во нешто кое што е практично свое, многу голем е влогот, знаеш, и многу си инвестирам во тоа. Ако гледаш тоа на база на работа тогаш мора да ти е платено. No. И сега ние имавме среќа Марио да се поврзе со нас на повеќе нивои и така функционираме.
Не, причата морам да ја раскажам за мене за Уџиџи. Многу одамно, уште кога постоеше Pop Culture МК. Ќе те прекинам. Знаеш ли колку беше среќен кога го пикнавте Значи тоа сега сакам да го Знаеш ли што беше? Брат, знаеш што? Знаеш што? Ќе влагам Уџиџи, еј! Чекај да си раскажам. Значи, уште кога постоеше Pop Culture МК, имав објавено нешто, сакам да правам сајт, нешто едно друго, еден лик ме заеба дека он ќе ми го направи, глупости, небитно. И објавување постови едно друго, праќање на тебе, на Бобо, на сите од екипа. И така едно добро 5 месеци ништо, ме заебува, ликот не ми го прави сајтот. 10:30 навечер ми стига порака од Горас. Братче, дали ти сакаш нешто да правиш сајт? Мене срцево од тука вака ми искочи. Ми вика, утре ќе збориме, ајде. И од тој муаве, брат. Кога го примивте, знам дека беше онака пукаше дечко. Ја го кував. Јас го правев сајтот на ГГ од до нула и додека го правев, додека се мучев со тоа, мислам мучев. Не мучење, уживанци, ама време. Темпо зимиги и паралелно правев и скаут за кој да работи и Марио ми беше во радарот долго време. Тоа беа неколку фракции кои што пишуваат на таа тема. И тука беа, нели, тогаш се секајам и комикс, ама они мислам дека некако се насочија со сајт и со не знам кој е таму влегува во комбинација. А ја не икев да одам на варијанта да се спојуваат две групи, него сакав да си дојде човек кај нас, да стане Джиджи човекот, знаеш. И така Марио ми беше вептен во вакво и кога веќе беше при крај работава, си пишавме со него, немаше некој многу натегање, во принцип му дадов само, се видовме на вечер на промоција, беше на отварање на Гоблин, на реновирањето, таму се запознавме официјално, се набравме муабети, после 2-3 дена. И порано запознаено. Да, ама таму беше официјално као за вакав маше посериозен муабет, му дадов аксес после неколку дена, го обучив што како и Марио почна да го пуни сајтот и мислам дека онака имаше за... И не престана. Мислам дека за недела дена имаше стајно 100-150 за недела 100 текстови, онака неверојатно. Значи веќе друго правев сајтот, веќе гледав како изгледа, знаеш, пошто е многу глупо да правиш со дами текстови, сите све тие, знаеш, исто она, вака гледаш како се пуни и паралелно јас го програмирам, го средувам, он паралелно го пуни и онака се склапаат коцките и испадна прилично убав сајт и на лик и со информации и мислам дека можам да се пофалам дека ГГ е најубавиот сајт и најполниот и најактуелниот во однос на информации во бивша Југославија. Не постои сајт, мислам дека немаат ни бугарите, грци не знам, значи српските сајтови, пошто направив ресерч, српските, хрватските, тоа се застарени сајтови, за сајтови кои што изгледаат многу лошо, застарено, не соодветно, а и информациите им се така, тук-таму. Така што и фреквенцијата, фреквентноста на информација е исто многу помала, поспора. Така да можам да се пофалам, со тој момент е апсолутно онака за мене победа, што се вика. Знаеш, кога сум ја кажал прича и на тебе многу пати на многу луѓе, мене од прв ден онака, кога гледав у Јанко Јади Буре, кога гостуваше Горас, уште кога го промовира Джиджи, кој имаше краудфандинг такви работи, од тогаш некако ми се засви идејата дека нешто ќе се дешава такво во Македонија. Джиджи прави подкаст, нели, прва сезона, прва епизода, ја го гледам, онака мрнато, брат, на Twitch, никогаш не си гледал Twitch, за Джиджи се отвори категорија на Twitch, гейминг ток шоу и такви работи. Еј, тоа сум се, значи, кога ја дознав таа информација бев у шок, луѓе. И само се докажам, и од прв ден, од првиот стрим, си реков, не знам како, не знам зошто и не знам ништо, ама еден ден сакам и ќе бидам у Джиджи, па што сака нека е, 8 години подоцна, таму сум. И тешка пасија онака. И секој што ќе ме праша, му кажам дека сум у Джиджи. Небитно дали дебели гикови, дали туризам, што и да правам, јас сум си Джиджи. Јас не себишно ќе кажам дека благодарение на Джиджи и благодарение на Global Game Jam во Македонија се родија, односно се створија луѓе кои што сакаат гейминг култура, луѓе кои што се бават со гейминг култура, зборам на повеќе ниво, луѓе кои што сакаат субкултура, се доближија, се намалија гаповите, се доближија
световите на повозрасните со децата кои што, знаеш, кои што не ги разбираат овие нивни активности и хобија. Дело тоа е благодарение на тоа дека јас сум јавна личност која што во срасните ме перцепираат како сериозен, нели, глумец, театар, а од друга страна правам нешто кое што они мислат дека не е во ред и практично им се освежува, знаеш, им се менува погледот на оваквото. Благодарение на Джиджи, Данко, Бобо, веќе се ултра успешни гейм дизајнери кои што, знаеш, преку тие контакти кои што се испослучија, тогаш влегува во тие води и тоа продолжи така што колку и ние да броиме views и посетеност на Джиджи, импактот кој што Джиджи го имаше во Македонија е онака многу поголем. Јас сум многу среќен од една страна што се појави уште еден подкаст во Гевгелија, од друга страна сум многу ми е криво што тој изгасна, ама едноставно веројатно кај нас таква е функцијата, тоа ако не си, знаеш, централизиран, ако не си е многу тешко да го дефинитивно да го извозиш тоа. Така што да, Джиджи има и како, мислам и во мојот живот има и како огромна работа. И јас ради Джиджи јас почнав пак да играм, озбилно, ја PlayStation кеци, после тоа немав толку PlayStation кеци купиле. Джиджи имаше амбиции, уште има амбиции да стане стендалон телевизија, интернет телевизија, во која што ќе си има емисија за и се уште стоеме на тоа дека доколку сакаш да бидеш дел и имаш еве нека види повик. Доколку имаш идеја да бидеш дел од Джиджи, односно имаш идеја за хардвер, сакаш да рецензираш хардвер, веќе не ни мора да дојдеш во студио. Доколку се најдеме на муабет и ти си спремен да продуцираш една епизода неделно на хардвер рецензии, ние сме спремни да набавиме опрема што ќе ти биде тебе за да си стримаш од кај ќе се најдеш. И тоа да ти оди на Джиджи и да ги добиеш сите фаловери кои што Джиджи веќе ги има 10 и кусур илјади као нотификација како потенцијална публика. Твоја ќе биде само за да направиш контент. Да. И благодарение на тоа можеш дури да си најдеш и спонзори кои што ќе ти се рекламираат во емисијата и ти нема да се значи не знам што повеќе од тоа, не знам што повеќе од тоа може да се даде во моментов. Така што тоа стои за се, за субкултура, за стрипови, за игри, за филмови, тоа беше идејата, за стрипови да збориме, за филмови да збориме, за серии да се дискутира, да има дебати, значи и тоа е уште останато. Чим сме више кај уште ќе се вратам пак тоес на Не се враќај, на Ластовас да не се враќај, на трето дете. Дека и мене ми е најбољи игра, нека што сум играл. Колку си хајпнат за тизерот што го пуштиат дека работат на ја го гледав ја документарецот, не пуштија као тизер, туку човекот си каже приказно од 3 дела. Да, ако као 3 као треба да се спојат 3 ствари за да се направи као играта, третата ствар вика у глава ми е, ама вика Јас фала Богу на тоа што се случуваше во последниве неколку години во гейминг индустријата, јас престанав да се хајпам. Реално престанав да се хајпам. Значи јас сум во моментот многу возбуден, исто како Death Stranding, го гледам колку добро изгледа и се тоа е мрдното, ама тоа ми поминува после брзо, пошто сватив дека многу хајп и многу очекување после може да едноставно сега ги оставам работите како искача стварта, така ја зијам, ако има време да играм, ако нема време више не гледам. Поише притисоци си справев претходно, сега малце поише на уживање се дава во тој аспект, така што да, моветот за Ластова стројката онака ми е многу јак, ама од друга страна па знам дека тоа нема да биде сега догледно време. Така што оставам тоа да си биде надале, али пак кажувам дека ја препорачувам, како што WoW ја препорачував на луѓе кои што претходно немале никакво гейминг искуство, ни мало гейминг искуство со сингл плеер игри, WoW ја препорачував како онака маст за луѓе. WoW не можев да изиграм. Не можев да. Не знам, не си од наш калибар. Не си фатил таков период да ти да имаш толку време да грајндаш, да играш, да правиш. Не бе, како мал, баш знам кога искочи WoW, сите околу мене ја инсталира WoW. Ја инсталира WoW. После пола сат Да. Немаш пасија за Warcraft ја играв многу. Добро, да, Warcraft или такви стратегии, тоа беа мои, тоа се Red Alert, игри, Generals, тоа се и ја изгледам, мислев дека и ова е некој вид веројатно на стратегија и не ме купи као што ме купи да речеме некој други. Си очекувал нешто друго, да. Инаку сега излегува стратегија од тие дечки што ја правеа Warcraft, се вика
Frozen Studios, а играта се вика како се вика? Зашто толку време чекавме за Нема пазар за тоа. Нема? Нема пазар за тоа, нема. Баш дека е Дека мултиплеер, пак некако Нема, тоа се такви микро команди се потребни за такви работи да не се апилинг за играње. И деца на пример немаат па и реално ја сега не знам дали би играл стратегија. Ми треба многу Storm време се за да се да си го вратам тој мајндсет у глава кога сум играл стратегија што сум мислел за да почнам пак да играм. Не знам. Играта што ја збори он сега ми тргна се вика Stormgate. Stormy, така е, браво. Така да Ти може да си ти е има добро. демо во моментов Да. на Steam. Отидете си бесплатно, си имате Вечер демо дома кој се да снимаш Steam. Stormgate прва ти е буквално на листата. Не можам јас само ој ради тој си Ке си? PlayStation 4 дека само овој го јава на овој Arkham City ја имам инсталирано и тоа ми сецка така да Ки си купиш нов. не без зашо А тоа за Play ќе PlayStation си ќе игра си за земам што? Да. Switch. Switch ќе си земеш. Не, И таму е PlayStation и портабл еден PlayStation за која плеката ми е на друго место ја да можам из дома да се шетам. Сега ќе идеме на новиот сегмент и завршуваме. Сакав уште да го прашам за серијата за Last of Us. Дека ептен сме погодени со играта. Гаотит Одлично, одлично. Мислам дека и самото тоа што одлучиле дека еден према еден ќе ја направат првата епизода како играта е пон погодок. И самиот факт дека Нил Дакман е вклучен во тоа, знаеш, и продуцентски, значи има и финансиски бенефит од тоа на страна од Naughty Dog. Се гледа неговото влијание во целата таа работа, така што јас уживав во цела серија, едва чекам втора сезона да ја гледам. Со се сите не ми се свиѓа само ова, тоа е моја лична преференца. Аби? Или Не Аби, него Ели што игра глумица, како се викаше? Бела Ремзи. Не. Бела порчка качка. Не, одлична е и карактерот И мене не ми одлично се го свија. тера и све. Не можам никако, Мене ми не залепи. можам да најдам ниту една сличност да како јас ја замишлјав Ели на страна од Да. играта, нели, мада во играта си има конкретно изглед. Далеко тоа мислам дека треба да игра ваша voice acting што и прави. Тоа исто Таа така ја не играше треба. таа Да, мајка. да. Тоа ми се свиеше многу што убација и некои ствари што во играта ги немаше. Добро, да, значи Па да, мора. малце ретроспективно да им објаснат на луѓево пошто таа серија не е само за геймери, таа серија Да, треба да, секој да, ја гледа. да. Ама И ја тоа е бев драма. као фасциниран Одлично. со жена ми, ја гледам и се она знае дека јас сум играл. Кој е ова, викам, поема немам, викам, кој е ова, Да, прв да. пат ја гледам. Многу, одлично, мислам, јас се едва чекам да дое и втората сезона, тоа ми е. Втората ќе биде со на два дела ќе ја делат. Па Па и кој првата знае? беше на два дела. Не, као Сезони? играта ќе делат во две сезони, као пар 2 ќе Втора и трета? Да. Аха, добро, не знаев тоа. Не, ама има и логика да е втори. Играта е многу долга, втори, двојката втори, и па и поготово причата си доаѓа баш као за две сезони. Да. Таман ќе Знаеш кај Лестовас добро го направија, што рече ти не е само за геймери, како што го укења кај Warcraft филмот, што го правиш овој внук му или син му на Дейвид Бови шо му е. Ми се свија и тоа. Ја добре, имавте ама- една прича вие у ГГ, сакам човек некој да го слушнам што не ја играл играта, а го гледал филмот. Ти? Јас не сум играл, ја Warcraft, ти викам двојката што сум изиграл максимум животов 3 Тоа е сати. кецот брат филмот. Или нема везе. Филмот го гледав и неаха, знаеш што не ми се свиѓа многу CGI се користи у денешниот филмови. Нема брат орки како да ги направиш ако не се стиже. Како бе, да, ама што знам, пример Lord of the Rings со CGI е, ама некако Ама немаш таму друго време. немаш не. Немаш главни ликови орки во Lord of the Rings. Во Lord of the Rings главни ликови се сите хуманоиди. Сите, дворфови, елфови, луѓе, знаеш, и ти уствари се што гледаш од орките е кога ги масакрираат и крупњаци на тие главните што им се неколку орки. ама и дека у имаш Хобит, главни ликови што го гледаш како збори, ама и у објаснува. Хобит и у Хобит главните као ликови се луѓе, ама орките не ми се свиѓа у Хобит. Се гледаше дека
многу е користено компјутер. Е, па дали сега, оде маски са. Мене тоа не ми се свија. За Warcraft, за филмот као ја глумецот главниот глумец што го глумеше овој у Viking. Да. Локтар, како се каде? Регнар беа по да. И ми се свиеше, баш ми беше, не ми беше нешто вау, mind blown филм ово, ама као филмче однака, окей ми беше. Без CGI не можеш да направиш две орки како се маваа со камчиња. Да ви... Значи, Ама стварно е тој. За таа сцена душа да ни извади, Ама да стварно, нема бре. момент да не ја спомнат. Марио, ти направи некој сегмент нов. Абе сакаме да протнеме нешто. Брзи прашања или. Ајде бре. Сега ќе го почнеме со тоа. Ама да имаш 2 секунди, нема. Да бе, да, без 2 размишување. секунди, бабау. Готово. Може ли? Чекај сега, значи ти ме прашуваш и ми Или, даш... или. Аха, ова или ова? Да. Ајде. Да. Commodore или Amiga? Исти се, ама Commodore. PlayStation или Xbox? PlayStation. PlayStation или Nintendo? PlayStation. Седмица или Чичко Стојовка? Седмица. Театар или филм? Театар. Twitch или YouTube? YouTube. Цеца или Карлеуша? Цеца. Српски или бугарски песни? Мајката, бугарски рап има добар. Бугарски рап. Банско или Скопје? Скопје, брат се. Али и Банско од време време. Мрата или драмски? Маната. Новиот почеток или Pearl Jam? Новиот джем. Новиот почеток си е домашен бенд и максимално Така поддршка е. за домашни бендови. Тони Михайловски или Джамбазов? Со Тони Михайловски им поише глумено играно, така да Тони ќе го земе. Иако Джамба се звер. Игор Михайловски. Игор Михайловски. Тони Джамбазов. И за крај Коцев или Никола Ристановски? Коцев ми е школски, нема шанса да бирам некој друг, иако со Никола исто така сум му представи, ама Сашко Коцев ми е на срце. Год свала ти премногу што гостуваше. Стварно ми беше мерак што направивме муавите за гейминг. Јас се спремам за филмови. поише, за стрипови да ми зборите, за Не, ова, не, за не, она, не, вие ми ја фатихте ептен темата. И тоа беше кога му рековме, он рече, брат, не знам ја што стрипови. А не, пази, многу беше интересно што на времето, баш тој период кога значи времето на Skysoft, јас бев претплатен на многу стрипови. Практично ми стига на неделна база по 10 различни стрипови на оваква, на дома на врата. Значи знам Spawn, DC, не знам колку различни, Marvel, не знам колку различни. Јас на пример знам дека имав, нели, ако ми стигле по 5-6 на, не знам, месечна база, значи тоа се собирале 50 годишно. Што е сериозна бројка. Од што ги давав на сите, тогаш немаше други извори на стрипови, ова беа онакви баш full color, топ квалитет стрипови од Амазон. И баш се смеевме дека после тоа, како завршија тие 4-5 години кога бев претплатен, на крајот од дома ми остана 7-8 броја само. Од се, пошто другото све ми беше дадено и никад не ми ги вратија. Знаеш што, примете фија дека тоа све филмови, серии, стрипови, гейминг многу се поврзани Да. Се, Тоа е субкултура, е со еден збор, све Да. заедно тоа. Да, Таков многу, тип на значи, еве сега за Last Фикција. Ронин не е ли прават игра, прават, не знам. Може веќе ја Може веќе ја направат. По ова студио избркано, ама добро. Јас сум за таа игра, многу сум хајпнат. Дека стрипот го читав, причата ја знам. И И фигурче. баш со Марио го правевме муабетот у играта, а За Нинџа Желки ли избориш бе? Да. Last Ronin. Да, бе, ја мислев за оваа друга сега The Way of the Ronin или како да се викаше што треба да излезе. Тоа е Rise of the Ronin. Rise of the Ronin. И За тоа тоа ќе мислев, биде. затоа ме збуни. Ова да. и играта можеш да ја направиш Ова е според стрипов, ова да, е да, Естетиката каква е на играта која го видовме, тоа е брат на очи онака убавина, мелен за очи. Чекај, има као трейлер од играта? Зашто? За Last Ronin. Не, за ова нема. Он збори за The Rise of the Ronin. Не, а и за Last Ronin нели имаше нешто Не, направено? само тизерче пуштија со Тоа нас. краткото. А чекај, Да. немаше нешто Нема графичено? ништо. Ујебате. Ништо нема. А Rise of the Ronin Како ти би не е човече за Рафаел е уствари Rise of the Ronin, така? за Микеланджело. За Микеланджело. А Смела не, бе, се, не, ајде. Не ми смешано нешто скроз. Еве, ревил. Ама нема ништо, текст има само. Аха, 49 секунди ова бе. Добро. Мислам, ја бев убеден дека има нешто така. На Добро. пример за Не. Rise of the Ronin сега го пуштија, дечки ќе правеа Нио и такви работи, Team Ninja, тоа ќе биде Да, Souls. супер изгледа. Souls само онака све хуманоиди.
И ќе биде партнер. Муаветот ми беше, ако се паметни, можат у играта да вметнат да играш со сите ти желки као. Може би ретроспективно ово. Ја причата ја знам и знам дека можеш да го Они кажа дека главна идеја им е да ја прават како God of War новија да биде, така да као инспирација ќе зимат од God of War, не мора да значи да ќе направат God of War. Сеика тоа. Еј, таа God of War 2018 почнав да играм и Многу ја мрази. Не ја мразам, не ме купи, Не те фатила бе тематиката, не те фатила. И тоа е. Не ме купи. Алан Вейк ме купи одма кецот. Одма ме Ти сакаш по-реалистични. Тоа на пример како ќе ми рече некој какви игри играш 3D пуцачи. Ние почнам да набројувам, не, викам што играш и Call of Duty овони и контам дека он не сака да игра SF, не он сака реални, сака Call of Duty, сака Modern Warfare, сака Far Cry, сака такви работи, в Crysis овони. Тие луѓе такви може игри. знаеш дека си право, јас сега кога ќе си вратам се што тоа сум што се изиграл свие до сега. све реалистично, значи и Last of Us и Alan Wake се тоа практично без разлика што има нели Supernatural или не знам постнуклеарни, не е класичен Days Gone ја оставив на пола. Не можев да изиграм таа. Многу ми беше како долго. Поради тебе нема да направат. Добре, не. Ја не кажа обожавам. Ценета игра дека не. Јас со Горас првпат играта е партали, ама некако као изгледа ми се смачи со моторчено да возам, па гориво, па овде ќе ми дојдат зомбиња од една страна, од друга страна. Добар период ја играв. Тој ковид толку време ми даде за играње на накој. Не, колку ми криво што немав плека за ковидот која беше што морав Counter Strike 1.6 да играм дома. Ја те викам со Горас првпат онака ептен се запознав, 4-та сезона, искача Days Gone, вие добивате колектор, вакво такво едишн и правите giveaway на некои работите од Days Gone и мене ми се паѓа оние печовина што се зајакна. И Горас ми вика, дојди у студио да си ги земеш. И ги земам една друга. Ми се смешка, ми вика, сакаш ли да седиш епизода доле, да ја гледаш? Мена, брат, прејак. Стварно, брат? Да. Не се сеќавам. Четврта сезона. Не се сеќавам. Тогаш седев со, како се викаше на смерт, брат му? Кога снима уживо? Да, од четврта сезона викам. Леле, значи ти колку години си не се имал сеќавам на тогаш? тоа. Многу давно, многу јако. Колку години си Па не знам, минус 6, средно бев. Средно, втора, трета негде. Јако. Јако, брат. И он ми се смешка, ми вика, сакаш ли у студио да седиш доле? Како не? На смер брат ме заборав како се вика, што е 3 пати поише од мене. Да. Седи до тука, паци режија. И Прејак. јако. Тогаш знаеш што беше? Почнува епизодата вика и се распаднаат дупер. Аха. Тогаш и Чекај, тоа беше чекај бе. Четврта сезона. Четврта. Епизода 13, мислам. Сакаш да кажеш дека Тупер се направи и се растурија пред 6 години. Па има логика, да. Да. Пред ковидот. Тогаш беше и последна Тоа е многу одамна, бе, И- луѓе. пред последна вајда сезона Game of Thrones беше тогаш. Тоа е многу. Па многу одамна. Ама сум остарел. Гледаш ли колку време после Джиджи? Да, ама не, ја за Дупер ја мислев дека после Да, бе, сега короната минат се пред Да, 2 години. да. Пред 2 години. Да бе, да, тие уствари две ни се бланк. И иначе, Горас, каков притисок ми има направено на Дфест, беше една година, као водител, нешто за награди дава таму, и се пријавив ја за дуање на чашки едни, Да, се сеќавам. земав Леле. прво место, и идам, скаут има штанд, и има да запали шоган со онакво, со Со ноши, камче. со, не знам тоа, Да, као. Специјален камен, така. Абе, кај дојде до мене, ја пробам да запалам притисок, ајде, зомбиња доаѓаат сега, треба да се спасиш, овака, онака, цело време ми зборија, не можам. И за 3 секунди запалив оган, бев трето место, нешто. Да, он има направено тама активација така. И да. ми викаат, ако до у 6 саат време, ако не дое некој не те бутне, ќе ти дајме, не знам што имаше таму, не знам. И викам, да не беше гора, викам сигурно. Побрзо, да. Втор ќе бев дека ќе нема притисок. А Да. што доби? Не добив ништо дека ме бутнал изгледам, Тоа што некој не некој, ми се брат. јави, или не ни сака ми се Шај. јават, не знам. Јакичка. Така, ништо, тоа Гаси. е тоа, гост као си помина, убаво. Одлично да ви кажам, прво. Супер ви атмосферата, ова Со ледовите. Ледови. солед чинјава дало е. За тебе специјално ставено. Требаш Да, од да, црвено. Може Пецо, може од црвено, брат? Може би, Чекај за крај. може и да шетат боите да. Сега бе.
Не фаќа, не Па, фаќа. потом не. Добро, следна епизод црвен. Пошто е интернет. А и Пецо ни збори. Бог се јави. Пецо, пушти глас, Пецо. Ништо, дечки, тоа е тоа. Гоц, фала многу на присуство. Секојаш дечки чест да се види како млади луѓе ќе кажам млади. Млади. Не општо не млади, него Млади луѓе кои што дебели. влагаат и кои што прават нешто за кое што се компетентни да го прават и го прават онака се гледаат со душа, така да како Марио знае, тоа се што треба, што може да се глупо да кажам помогне, ама да се поддржи од страна на мене конкретно и Джиджи, секојаш сме тука и знаеш, терајте, кимате. Уште еден спешал, ако сакаш, можеме да направиме, нека тоа ќе оправиме после. Знам што ќе кажеш, ама дали е тоа. Докажи. На Game Fest да имаме исто еден спешал. Ние у стил муабет на као што правевме за Strip Trip. Таква да е епизод, да Купено, нека биде. купено. Нека Ја би ти биде кажал, као текст. беги тоа више ќе ни биде втора сезона ако продолжиме, аз сакам да продолжиме, знам дека ќе продолжиме. Да направиме нешто, Ќе да ја направиме. правиме GG телевизијата. Ќе со направиме нешто, ќе дебели видиме. гигови. Ајде. Ајде, ќе видиме. Да клапаме клапа. Дечки, фала многу на гледаност. Што да ви кажам друго, освен се гледаме за една недела. Тоа е тоа. Ајде кај клапата, кај дечкото со клапата. Со клапата. Чао, дечки!